На 2 декември 24 годишната Јована Гуњова од Штип ја фасцинираше Словенија. Таа ја доби Прешерновата награда и го сврте целото внимание од Европска Словенија кон себе. Што значи оваа награда и кои се критериумите за таа да биде доделена? За доделување на Прешерновата награда е потребно најпрво твоето дело да е малку поразлично од другите, да не е секојдневно, да има нешто внатре што ги задоволува и исполнува тие услови. Исто така потребно е да имаш оцена, највисока оцена, тоа е 10 за презентација на делото и исто така за изработка на истото. Потоа потребно е од сите 3 години, бидејќи јас ова награда ја добив за дипломско дело, потребно е од сите 3 години просекот да ти биде над 8,5. Конкуренцијата за Прешерновата награда во Словенија е огромна, а незиното стекнување огромен престиж и огромна сатисфакција за талентот и големиот труд. Што Јована направи за да ја добие? Тоа е една од најголемите награди што можеш да ја добиеш во текот на студиите. Моето дипломско дело беше поврзано со трајност на мода, што сега тоа може да кажем некако дека е ин во денешнината, бидејќи употребив пластични кеси што требаше да завршат во отпад, исто така и пластични плекси стакло. Не употребив текстил за материјал, туку употребив некои други отпадни материјали. Гуњова во Словенија веќе е 3 години и цело време работеше максимално ангажирано, но дали се надеваше дека незиниот труд е вреден за толку големата награда? Не, навистина воопшто не се надевав, бидејќи до сега од сите овде што ги познавам, не сум слушнала некој да добие таква награда. Па и бидејќи сум странски студент, тие сепак се држат. Најчесто добиваат словенски и домашни студенти. Голема чест ми и задоволство ми е што навистина ја добив. Голема благодарност до менторот, бидејќи ако таа не те номинира, ти сам не можеш да влезеш во тоа. Наградата на Гуњова уште од сега и отвара големи патишта по кои таа веќе е тргната, а би сакала да се движат во следната насока. Тоа е малку тешко да се каже за иднината, бидејќи никогаш не знаеме дека ќе не однесе патот. Да, сакам да одам во поголемите модни градови, како што се, например, Париз, Италија, можеби некаде. Но за сега рано да се каже. Се надевам дека ќе имам многу избори, можности и дека ова навистина ми отвара некои повеќе патишта. Кои се модните идоли и инспирацијата на младата Штипјанка? Имам повеќе, не знам, Исак Мијаки, можеби, Айриш Ван Херпен, многу се. Постојано пратам и следам што се случува денес со модата и од секаде можем да најдем инспирација, почнувајќи од архитектура, од секојдневието, како луѓето се облечени секојдневно. Покрај останатите, Јована има и еден многу одговорен професионален ангажман. Лани во овој период работев во Радио Телевизија Словенија како стилист. И сега повторно ме повикаа да се вратам таму. Мојата улога е како асистент на главниот стилист. И јас ја правам приготовката за пред да почне снимањето на емисија. Јас ги облекувам новинарите, тие пред да одат на емисија. Малку е потешко таму, бидејќи пред камерите боите, материјалот, текстилот изгледаат малку поинаку. И затоа треба многу да се внимава, бидејќи некогаш се случи тие да изгледаат прекрасно, но кога се појават пред камерите, мора да се направи веднаш некоја промена, мора да реагираш брзо. Талентираната Јована зад себе има искуство и во родниот Штип, каде што настапи на Штип Fashion Days. Благодарение на еден од организаторите бев повикана, Никола Патраклиски. Тој ми помогна исто така многу за да учествувам таму. И да, сакав да донесам повеќе модели, но бидејќи малце е тешко за транспорт да се транспортираат, подобро беше да останат овде. Да, исто и тоа беше убаво искуство, запознав многу луѓе кои се занимаваат со мода. И навистина ми беше мило, бидејќи такво нешто се одржа во нашиот град. Штип е град на текстилот и модата и логично е што Јована се појави со својот талент, но дали има соработка со некој од локалните текстилни брендови?
стара дизајнерка Гордана Лазарова. Малку со неа на почетокот работев в некои проекти. Да, ми помагаше за некои работи. Но со други во Македонија немам, за жал соработувам. Се надевам дека понатаму можеби ќе остварам некои врски и контакт и ќе можем да соработуваме. Плановите на Јована се големи, но зад нив се крие млада, скромна личност која во животот се прави чекор по чекор. Таа е сталожена, студиозна и предпазлива, поради тоа и плановите ги остава на повисоката сила. Таа ја прави уште помирна и посилна.